Благодарам, Исо. И со ова заокружуваме се. Разбравме какво време не очекува, што се случува во светот, што се случува кај нас. Време е за отворање на првата утринска тема. Денеска е светскиот ден за заштита на животните и токму затоа се обидовме на свој начин да ја отвориме оваа тема. Веројатно нема поубав начин да биде еден човек кој што навистина ги сака животните и не само кучињата и не само мачињата, ги сака веројатно сите животни на овој свет. Не знам колкав е неговиот дом и што се има во него, ама знам дека неговото име и презиме е Војо Иванов. Добро утро, добре ни дојде во утринската ИТН на телевизија Нова. Велиме информација точна на времена, ќе биде оваа информација точна и на времена, но јас морам да кажам прво дека нели во текот на вчерашниот ден се обидовме на вистина да ги најдеме или да биде овде повеќе луѓе да бидат од разни здруженија како невладини организации кои што се грижат за животните. И навистина не дека јавно сакам никого да искарам, но сакам да поделам со гледачите дека нели не сакавме ова да биде само место каде што ќе седите вие, туку да има и уште неколку умина кои што ќе ги кажат своите ставови, кои што толку многу ги кажуваат на социјалните медиуми и сите има некаков изговор. Градоначалници, средби сонни, в канцеларии отварање и така натаму и така наваму, мислам дека е нели сте били од оваа страна, знаеме сите дека најдобар начин е токму искористувањето на медиумот, не дека е добро и ова нашево само светскиот ден да зборуваме за животните, но еве можност да го кажат сето она што имаат да го кажат. И сега кога ги искаравме, ги очекуваме па на телефон да ни кажат со какви проблеми се соочуваат, зашто дел од нив рекоа дека се на работното место и токму затоа не можат да дојдат. Така. Добро утро. Добро утро и за вас и за гледачите на ТВ Нова ова утро, иако рано утро, така јас мислам дека размуабетени сме и двајцата. Да. Во принцип и јас имам работа. И јас имам нормален секојдневен живот и обврски, перев од сабајлена рака. Значи сите тие домашни обврски некако секако сватив дека остануваат дел од нели нормалниот живот, ама некако мојот живот последниве 20 години се посветени токму и на ова чичко камера со кој се знаеме од детство, уште од македонската телевизија и некако не дека ми одговара, ми прија, како се вика тоа сега на македонски, утро не ми текно, извинете. Ама во секој случај одлучив да бидам тој што јасно говори за животните и некако ми е драго што дури и вчера доцна попладне ви текна дека бе чекај, има тука еден индивидуалец кој што секогаш настапува на сцената. Што нема невладина и нема да каже кој што нема NGO до него, до до него веќе, така да некако ми прави кејф тоа и некако тоа ме исполнува. Во принцип, луѓето што се животињари или луѓето меракли на животни, исто како и мене, материјално не поседуваат скоро ништо. Јас имам еден точак и станот на моите родители во кој што живеам заедно со нив. Што имате се тамо? Сакав да речам дека материјално не се исполнуваат. А многу често пак децата, да речеме, бидејќи во последниве години работам и баш на едукација поврзана со деца, знам еден од моите настапи да го посветам баш на моето детство и често пати знам да речам или да тргнам со некоја интеракција, велам дали чувате домашен миленик и сега они велат да, јас имам куче, јас имам две мачки, јас имам папагал и јас тогаш знам како нели за да ја размрда малце атмосферата, велам а некој да не чува крава. И они се као крава. Тоа не е домашно милениче, као ти прашат домашно милениче. Така. И јас буквално тоа го користам како еден трик, како ќе го отворите нивниот мозок. И јас тогаш велам, зошто да не може да биде домашен миленик? Таа е домашно животно, така не учат во училиште. Ама јас ќе ве научам на нешто поинаку. За мене домашен миленик беше се што можеше да влезе дома. Добро, теленца. Теленце, кравче, после нема излегување од дома кога стана крава, така? Шалата настрана, ама јас буквално така им го наметнувам фактот дека миленик може да ви биде пајаче, животно на кое што ќе му дадете некаква енергија или љубов, може да биде куче, маче, нешто што не учат во училиште, што го гледаме во секојдневие, ама јас не одев по таа дефиниција на која што општеството или рамките на општеството ме учеше и некако мојот спектар е веројатно малце поширок и токму тоа и гледам да го наметнам на децата, тоа е да имаат емпатија кон животните и кон природата, без оглед на кој вид или на која категорија му припаѓаат. Јас мразам категоризација на работите.
или некоја точна дефиниција каде тие припаѓаат, па за мене нели цел на интерес беа буквално сите животни. Значи секој на кој што му требаше помош. Јас во тоа време како дете волонтирав и во зоолошката градина во Скопје и во Срна тогаш не постоја волку многу невладини. Така, се сеќавам дека и каде се сеќавам каде беа просториите кога требаше да се договараме и да. И беше организација која што навистина вака беше и непосредно секогаш учествувале, да речеме, никогаш не сме имале проблеми околу тоа кој како да дојде или да учествува и да ги каже. Стара гарда учествуваше во тоа, животињари. Да. Сите ја препознаваат госпоѓа Шен како Лозова, незините две ќерки како едни од поголемите или попознатите активисти во тоа време. Мислам дека беше и мајката на Борис Трајанов, ако јас. Да, мајката на Борис, покојна Марија, и она беше исто страшен љубител на животни. Да, значи ова збориме за пред 25 години, да. Значи моабетот ми е дека малце во поново време некако не дека имам против, значи баш ми е кеф што има толку многу здруженија. Нормално, и треба да има, нели? И треба да има, ама некако малце ме чуди фактот дека имате толку многу, а сите имате иста цел. Зошто имате потреба да се викате поинаку, ако целта ви е спасот на животните? Значи јас можам као, не знам, Војо Иванов, немам ништо со Ѓорги Иванов. Ама муабетот ми е дека може да дејствувате и без да имате некаква закрила. Воедно и повеќето од здруженијата функционираат на принцип на донации, на здружување, што е окей, нели, во суштина. Каква е вашата соработка со нив? Мислам, соработка. Кога никогаш сте им побарале помош или тие кога ви побарале помош? Како не ме сакаат многу? Не, се шегувам. Ме сакаат, ама имам пар здруженија кои не ме сакаат бидејќи не сум веган или вегетаријанец. Во мојата глава е Дарвин и тие заби не се за мандарини. Па така, за мене етички е пристапот дали ќе сакате животни, да, за да ги заштитите, ама во мојата глава пак ќе речам постои една теорија на еволуцијата. Не разбирам зошто априори треба да бидеш нели приврзаник на сите работи кои што тие ги застапуваат за да бидеш дел или да те сакаат. Така сите ние си имаме свој мозок, сите различно размислуваме. Се додека хумано се третираат во смисла да не се малтретираат тие животни, а се одгледуваат за таква цел, тоа постоело од секогаш, тоа и ќе постои. Тоа е потреба на човекот, ама доколку некој од етички причини решил тоа да го направи, јас апсолутно го поддржувам. Јас бев еден од првите кои што поддржуваше дури оние вегетаријански, вегански акции, но не сум дел од нив. И тоа не значи дека вие треба некако да, дури и како здружение на животни, вие не треба да дискриминирате некој, бидејќи вие сте таа дискриминација е она што нели сега сите си имаме начин на размислување, така, може да ги сакам. Малци не ми се допаѓа оној агресивен. Јас разбирам дека некогаш за да ги промените работите во едно општество треба некогаш и агресивно да се настапи, ама премногу некако брутално ми изгледа за брокулојадци дека треба некако така агресивно да настапите или жустро да се борите за нешто. Имајте секогаш на ум дека некој работи во општеството, па дури и агресија кон животни, се повторно мотивирани од некоја причина. Подобро, најдете ја причината, не се фокусирате на конкретниот лик, туку гледате да го решите проблемот во суштината. Да. Имате проблеми со ветеринарите? Не, сите ми се пријатели и сите ми се ностоп на линија и стално ме, како се вика, некога на повеќето им дишам во врат и малце се као еве го паково и се па нешто ќе прашува на некој полжав, му е сува кожата, на некоја жирафа вратот ти е настинат, ама во суштина со сите сум пријател и повеќето знаат дека мразам игли и инекции и тие ми се best friends, тие текнува на speed dial ми се. Добро утро за Габриела Дудевска. Таа се наоѓа во една ветеринарна ординација, ќе ни кажете каде сте, Габи, и со кого ќе зборуваме повторно на тема животни и какво е искуството на еден ветеринар како вистински лекар за животните и можеби тој истиот ветеринар нели ќе ни каже или ќе ни одгатне некоја тајна за тоа што се токму нашата денешна утринска гостинка Јасминка во улога на ветеринар го Војо ја прашал неа доколку има и такви јавувања. Војо, се познавате ли со Јасминка? Да, со повеќето реков дека се познаваме, така да со повеќето сме и пријатели. Супер. Габи, дали се слушаме? Супер. Јасминка може да и не ме слуша, ама во секој случај тука ние. Супер. Да, Габи повели. Габи, се слушаме? Здраво, Кати, добро утро за тебе. Добро утро. Да, се слушаме. Добро утро за тебе и добро утро за твојот гостин. Така е како што кажа и во самата најава, денеска е светскиот ден за борба против насилството врз животните. Многу често сме сведоци на вакви немили настани кои што најчесто се предизвикани од човековиот фактор, па дури и случаи кои што завршуваат со смрт на животните.
изминатиот период бевме сведоци на неколку такви настани кои што предизвика и лавина коментари во јавноста, на социјалните мрежи, кои што дел од здруженијата кои што стојат како заштитници на правата на животните, дури поднесоа и судски постапки до луѓето кои што ги предизвика овие немили настани. Како ден кој што и ние еве го одбележуваме на еден ваков начин, денеска ќе поразговараме со ветеринарниот доктор Јасминка Вандера Филер, која што, еве, за почеток да прашаме како е да се биде ветеринар и која е таа позитивна страна да се дружите со животните. Ветеринар фантастична професија, барем јас уживам. 25 години ја работам и се уште не сум променила мислење, значи секој ден ми е со радост исполнет и колку год да имаме вакви немили настани, сепак животните ни пружат толку многу повратна позитивна енергија, така да јас си уживам во мојата професија. Денеска рековме Светски ден за борба против насилството врз животните. Како вие преку оваа професија, ветеринарството, се борите против насилството врз животните? Значи, мојот дел како ветеринар е кога ќе дојде до насилство, јас да му помогнам од здравствен аспект на животното. Се бориме и на друг начин преку комора, ветеринарна комора, ни сме организирани доста сега. Имаме одличен председател што добро не организира, да идиме и на тоа поле, да се организира повеќе за едукација за населението, пошто секојаш главен проблем со насилството врз животните, почне од кај деца. Сите сме виделе ситуација, одиме по улица, мали дечиња со камења фрлат, по мачиња, по кучиња, ги шутираат. Насилството према животните фактички потекнува од семејството, од фамилијата, како тоа дете ќе се едуцира, ќе се воспитува од мало, исто и со наставата во школото. Сте имали ли случаеви еве да бидат донесени животни на кои што им се предизвикала физичка и психичка болка од страна на човековиот фактор? Да, и тоа страшни случаи. Мислам, од најобично, например, најчесто и најстрашно е кој ќе видиш дека има особи луѓе, чуваат куче, милење, ќе го врзат со жица, на краток, како расти кучето, жицата скороз до пршленови, тоа е све засечено, тоа е страшна работа. Али тоа е најголем дел од такви физички малтретирања кај кучиња што се јавува. Најчесто тоа. Имаме и други што ги, намерно што им сечат уши, опашки ги малтретират, имаше случаи живо запалено, има страшни случаи, силување од страна на луѓе, катастрофа. Нема граница. Ги искритикувавме издруженијата кои што можеби на некој начин социјалните мрежи ги користат како простор каде што можат да го искажат своето незадоволство во однос на насилството врз животните и како се третирани од страна на човекот. Меѓутоа, еве, каква е комуникацијата помеѓу ветеринарните амбуланти и издруженијата кои што стојат како заштита за правата на животните? Па мора да биде добра. Ние како ветеринари, медицинско лице, ја не можам никого да вратам кој ќе ми донесе повредено куче. И секој пат, излегувам упресред со здружение затоа што имат ограничени финанси и тоа се обично баш тие не го представуваат здружението, него се баш волонтери лично од личен интерес, домаќинки, млади девојки, баш љубители, не го представуваат директно здружението. Со такви, секогаш во пресред и по ниска цена и без пари, све работам само интерес за животните. Еве еден апел како ветеринар што може да го испратиме до сите луѓе како треба да се негуваат и да се почитуваат животните. Со секој ден животните се све повише во наше обкружување. Не можеме да го исклучиме и да ни остане истото мислење како пред 20 години што било, тоа е само куче или мач. Мора уопште на ниво на општество да се промене, мора да се воведе и во школа едукација и за родителите едукација, не се само децата, како што кажав, се потекне од семејството. Мора од корен да се промене односот и да се свати дека тоа се живи суштества со емоции, со желни за среќа, за љубов, више кога они тоа нас ни го пружат, треба со иста мера да им вратиме.
Ви благодарам многу што одвоивте време во ово утринско издание на телевизија Нова да гостувате, иако и вие си имате работа, сепак одвоивте некоја минута да пренесеме еве некоја порака и се надевам дека со ова ќе ја разбудиме и свеста кај луѓето за малку поголема нега кон животните и подобар третман кон нив. Кате? Да. Благодарам, Габи, благодарам и за твојот денешен утрински гостин, нели, преку линковска врска и навистина беше многу убава пораката на крајот. Еве јас ќе искористам токму неа да прашам да го прашам Војо, можеби е тоа еден од начините, нели, да му помогнеме на светот или ние како дел од светот да ги заштитиме животните. Ако имаме некаква едукација во училиштето, ама таа истата едукација како материјал да им се подели на родителите, нели, сега да не звучиме повторно, да не сватат погрешно гледачите дека, нели, ние априори сме за се она што ќе, нели, за што зборуваат сите вакви изложения и така натаму, значи да се договориме дека ако на човек му е страв од животно, треба да имаме во предвид дека треба да има некој повозрасен со него што ќе биде, нели, но дека ако вие од мало детето го научите дека тоа е животинче и не се, нели, ако му пружите љубов ќе ви врати со љубов, тогаш е друг муабетот или, нели, поинаку ќе бидат ставовите и мислењата. До родителите, до децата, до нас сите, до кого е? Јас сум убеден дека во моментов има една категорија на луѓе што не гледа вака малце попреку. Да. А јас сум убедена дека цело време ни го гледаат телефонот и се мислат кога ли да се јават за да ни кажат нешто. Нешто. Да, може да го кажат својот став, да ги потсетиме само. Вие со кучињава пак нешто од Сабајлечки или се зборили бе ова. Тука децава на улица, на ромите на семафори. Знаете како денес светот е едно многу лошо место за живење, поготово ако ги погледнеме новостите. Еве, пред некој ден имавме незгода, зборам, имавме како планета Земја, Лас Вегас, нели ви текнува оној хорор во кој што човек посегна по луѓе и утепа или одзема скоро 60 на човечки животи. И тоа е една буквално трагедија и една така. Но од друга страна пак, сега сигурно ние тука денеска во 7:46 и 10 секунди правиме муабет за светскиот ден за заштита на животните и сега луѓето викаат па добро, шо има на овие сега сигурно. Но јас ден под настанот баш го гледав Елен шоу, нели, и она вика, знаете како, за мене вика херои ќе останат тие кои правеа добри дела. На ова не сакам да му дадам толку значење. Се случи, заврши, тие животи нема да се вратат. Show must go on, нели? Да направиме нешто да не се случи. Животот оди понатаму, така е. Мојот фокус или мојата определба во животот беше да им помагам на животните, не значи дека на луѓето не сум помагал, ама сметам дека секој од нас има мисија на оваа планета да прави нешто. Така е. Некој прави повеќе добро, некој помалку. За жал државата не е таква која почитува многу херои, доколку не знам се родевме некаде во Австралија, веројатно ќе бевме прогласени за некакви херои кои што значи они ги викаат. На телевизија секој ден и ќе зборувавте за вашите искуства во Африка, за тоа со кого сте се прегрнале. Да, другите земји баш така и го категоризираат, вели wildlife heroes, значи луѓе кои што помагаат на луѓе со хендикеп, на животни, бидејќи тие примери ги користат како инспирација за општеството. И вие од нив како готов продукт, подобро општество. Така е, може да ги искористите како готов продукт за да го мотивирате општеството со тоа понатаму. Постои животно кој ви е страв? Не сакам многу лилијаци, ама никогаш не би им наштетил, ама не ми е кејф да ги држам, да ги гушкам како селфи на сликите. Па не сакам да го гушкам. Гледаш слонче, ти доаѓа да го гушнеш, носорог те буца, ти го гушкам, ама лилјак некако не ми иде. Бетмен. Со што се гушнавте кога бевте во Африка? Цел на мојот интерес беа носорозите, јас всушност еве веројатно со парите со кои што сум донирал и помогнал за Африка, бидејќи веќе со години наназад донирам колку што можам, нели, средства. Минатата година добив понуда или еден имејл во кој што ме повикаа баш да учествувам на пристигнување на парите кои ги собравме за мојот носорог. Знаете како, тамо мора да ги платите животните за да отидат во заштитена зона. Навистина. Бидејќи оние останатите се цел на интерес на ловџи, така функционира Африка. Иако ние имаме една идила во главата,
жирафата, зошто жирафата е во зоолошка градина? Така е. Таа припаѓа нели на природата. Каде ли се тие Но, или за каде жал, ли не се тие што треба толку да многу бидат? сме на планетава, толку многу ја обседнавме, што дури Африка во моментов произведува, се извинувам, храна за европско тло. Значи веќе толку сме многу овде што веќе навлеговме и тамо за да произведеме нескафе, авокадо, дури и голем дел од веганската храна се прави токму во тој дел од Африка, нели, со идеја да нели онаа healthy food, агаве, chia seed, се она што нели го користиме како една fancy food, нели, се произведува токму така. И тие обично кои што јадат и прават вакви производи обично велат клик, лайк, tag или share на сите оние моменти кои што подразбираат welfare или заштита на животни. Ама несвесно во позадината, нели, поддржуваме или плаќаме некакво зло во моментот. Јас моите вишок на средства, иако не беа многу, ги усмерив тамо. Минатата година поминав неколку недели, месец и половина во Африка, живеејќи во шатор, во тенда, на отворено, заштитен само со жица од струја. Сам? И па не, со неколку камп од неколку волонтери и така и го поминав овој период. Сликите режија. Заспавте. Ако има добро, ако не, има молим добро. лепо, фини сме, може да не гледаат и овде. Да. Да, чисто за да покриеме или за да илустрираме дело тоа како изгледало помина? моето патешествие. Супер. Ова беше покрај. Ова се веќе дел од фотографии кои што ги спремив за една изложба токму посветена на заштитата на животните. Како еден вид на месенџер. Многу интересно прашање или често прашање ми беше поставувано типот добро сега ги заштитивте носорозите, ги спаси носорозите. Не, мојата цел беше да ја видам природата одблиску, нешто што беше мој детски сон, да помогнам на начин на колку што можам, единствено од овој простор на територијава на Балканов, кој што учествувал во некој таков проект. Јас ќе направам една изложба која никако да дојде на ред, се некако избори се погодуваат околу октомври месецот на заштита на животните и гадем до година се надевам дека ќе се реализира. Па не мора токму на тој ден? Па некако така си го замислив, бидејќи повторно парите кои што би ги собрал, би ги усмерил повторно за Африка. За некој носорог? Овој пат за едно многу омилено мое животно се вика окапи и е еден вид на шумска жирафа. Минијатурна, да. Колкава е минијатурна? Ако е големата многу малце голема? поголема од конј, помала е од регуларната жирафа. И ова се дел од фотографиите кои што нели Proud ќе бидат дел од мојата изложба, да. Супер. Да. И сега се Што е ова? Не знам. Режија, лоша ви е слика. Се враќаме кај шаторот и носорогот. Така е. Имам уште неколку минути да ни кажете што тоа се случуваше таму или што се случуваше со вашиот во наводи носорог? Тоа беше бебе кое што беше сираче, убиени се родителите бидејќи во моментов светски тренд е да се користи пудра од рогот на носорог. Пудра од рог на носорог? Да, во моментов е најскапата материја која што постои на планетава. Не, за жал, традиционална медицина во Азија и верување во супермоќи, па така и се меша со модерните дроги, да, со идеја да се предизвика некакво волшебно чувство, но во суштина тоа е кератин, истиот состав како и ногти и коса, нели, наша, но за жал луѓето се толку алчни да посегнуваат по нешто што знаеме дека е ретко, но така единствено ќе ја постигнат својата цена и секогаш одредени профитери нели се во тој бизнис, па така во моментов губиме еден сериозен вид на секој 6 часа, во моментов во Африка гине по еден носорог токму заради оваа цел. Се претпоставува дека до 2020, ако вака продолжиме, ќе ги изгубиме сите. Пак ќе речем, мене ми е кеф што јас покрај кучињата и мачињата локално успеав и така да си реализирам една од моите животни цели, да учествувам во заштита на некаков глобален вид на животно кое што му треба помош. Ако треба некаков апел за крај, пошто е и 52. Не, имаме уште некоја минутка. Да, сакам да кажам дека некој ќе ни се јави. Да, јас ги канам и да ни кажат поспани се луѓе, разберете ги. Дали некој нешто научи од ова наше утринско, нели, осврнување на темата заштита на животните и нели да не е само овој ден. Јас ви ветувам дека нема да биде само овој миг кога ќе зборуваме за заштитата на животните, не дека ние другите како луѓе сме многу заштитени, да се договориме. Така е. Од ги спомена и со светски лидери и луѓе кои што се раѓаат
и имаат се што во глава, но да се обидеме на оние кои што ќе ни дадат љубов неизмерна, доколку ние им дадеме само, нели како се кона, ние малку, а тие многу повеќе за возраст. Така е. За жал пак ќе речам, толку сме деструктивни што постојано или секојдневно губиме по еден вид. Мене ми е криво што зоолошката градина во Скопје не се вклучи во некој вака светски проект. Да, иако многу често, иако често пати знаеме да кажеме најдоа мече, најдоа повреден орел. Па дајте го во зоолошка. Не, луѓе, местото на зоолошката не е да прибира повредени видови. Таа е тамо за да размножува, одгледува екзотични пред се, а да ги користи средствата што ги собира за да ги заштити автохтоните видови. Доколку може, како на пример богатите земји, тие учествуваат и во проекти интернационални како што е Африка, Јужна Америка, Австралија. А што ако најдеме мече, куче? За такво нешто државата треба да формира азил, шелтер, во кој што ќе прибира диви животни, исто како вардариште што прибира кај нас улични кучиња, кој што посебна тема за муабет. Иако сметам дека во овој случај да не ги критикуваме здруженијата, тие пак вршат многу голема работа во однос на здомување на ваквите животни. И многу често луѓето знаат да им речат, па добра, вие само на кучиња и на мачки сте фокусирани. Да, добро е што некој воопшто е фокусиран на нешто. Државата или системот не ни овозможува, не сме напредна држава. Луѓе, бидете реални, ние сме држава од 20 и нешто години. Имате земји во кои што Англија и Франција, Холандија, имате векови позади нив. Океј, и ние сме стари како и сонцето, разбирам тоа, ама бидете реални, системов на државата ни е стар нешто повеќе од 2 децении. Значи, од кои што повеќе од половина ги потрошивме во војни во регионот, во справување со некакви кризи и слично. Значи, не може да очекуваме преку ноќ. Не се што го гледате на вашиот смартфон може да биде дел од реалноста. Живееме на оваа географска точка и видете ги можностите. Употребете рацио. На улицата имаме и ромчиња по семафорите, и кучиња. Помогнете кој колку што може. Не наметнуваме нешто, ама... А кои се видовите? Знаеме ли кои се видовите во Македонија? Велите автохтони видови на кои што им е потребна помош од изумирање? Постои Македонско еколошко друштво, тоа исто како работи баш на заштита на дивите видови, но за жал пак ќе речам немаме институција во која што ќе ги прибереме удрените од автомобил мечки, отруените орли, паднатите штркови од бандера на Евана. Знаете како, тоа се проблеми кои што со години се провлекуваат и јас инсистирам државата да одвои пари и буџет да се направи еден таков шелтер. Не, вие можете стари магазини на армија да ги искористите за да им дадете хангар, буквално еден простор и една дозвола, бидејќи е противзаконски, она ние што го правиме со години. Ама од друга страна велите ако најдете повредено животно според кривичен закон, должни сте да му помогнете. Да. Така да се косиме малце со работите, ама пак ќе речем, луѓе полека. Држава сме многу млада. Има време. Ни треба, ама почнува од некаде. Знаете како многу често луѓето викаат, ја како можам да помогнам, што да направам? Луѓе, посадете дрво пред зграда. Исчистете го паркот околу. Околу вас, направете куќерка за птици што ќе ги нахраните зимово. Купете кршена пченица, која е 30 денари сега, и ќе имате цела зима со 5 кила, детето да го учите дека помалце секој ден се двои од вашата храна за некои други животни. Така развивате емпатија. Вториот момент, здруженијата треба да се ангажираат повеќе, можеби и на едукација. На едукација секако, кампањи цело време да се присутни. Е мојата организација со која што мојата не е лично моја, на мои пријатели, ама мене ми е драго што ме вклучија во еден многу убав проект, се вика Жабец, ама ќе одвоиме посебна емисија за тоа, кој од ноември почнува буквално да ги учи децата на нешто што подразбира преживување, природа, емпатија со природата, комуникација, јазик на животните. Нешто што денешниве таблет генерации немаат многу реален осет. Живеат во еден виртуелен свет. Немојте на децата да им давате телефон која сакате да заќуткаат, нели? Да остават на рад. Порано беше муабетот, дојди бе вамо, по улица се дереа по нас. Оди вамо бе цел ден, врикшлам ја, ова комши ме слушаат. Сега им викаат, на седи дома. Еве ти, на ти телефон, ќути, аман. Така да, знаете како, сите тие работи ги забораваме, ама денот поминува, мигот поминува. Вие денес, ако не изреагирате да смените одредени навики или работи, нема да се променат. Исто и со општеството. Не може некој да дојде од надвор и нагло, нели, ставивме барокни фасади и сега сме принцези, ни смета измет од кучиња, ни смета генерално ѓубре, така забораваме во што живееме и кои ни се навиките. Да, променете ги од денес. Да. Но добро да се договориме дека изметот можеме и да го земеме и да го фрлиме.
Ова ми е исто тема за друг муабет. Тоа е исто како на дожд да излезете со чаша вода и да речете зошто истурате вода, види улицава, а таа мокра утоп. Не ни стигна до изметот на кучињата. Јас разбирам и сочувствувам со бабите по паркови што шетаат со внуци, ама знаете како, се додека имаме одредени работи кои што се трн во око, не може да очекувате и од кучкарите дека тие навики ќе ги сменат туку така. Истата таа баба која што вика, еве го кучето, само ако си лош, сега ќе те касне. Нели? Во истиот момент таа иста баба се буни за изметот. Зошто му наметнувате фобија на детето кога ја нема? Вие му наметнувате страв за нешто што не постои, како прво, и како второ, тоа не е реална ситуација од која што детето треба да има фобија. Така е. Разбирате, тоа е баш една наметнување. И јас познавам луѓе кои што ќе видат кучи, скокаат, бегаат. И јас застанувам и кажам, викам, се извинувам, сте имале некоја непријатна ситуација со куче? Не, јас се плашам. Зошто се плашите и самите не знаат. Или еве друг аспект, нека не се животни за тие што не сакаат животни во моментов. Полицаецот ќе ти дојде сега. Јас имам другарки кои што на волан се пуштаат волан кој ќе видат полиција. Забораваат на сите правила. Тоа е фобија, бе, луѓе, и тоа наметната, не е стекната. Значи тоа е нешто што ни го рекле да се плашиме. Така да, така. Немојте да ги наследувате ваквите ситуации, затоа ќе се борам да децата понатаму добијат едно соодветно образование, затоа вклучуваме неформално образование токму во системот, за да ги мотивираме да учат повеќе за природата, како би ги научиле и бабите и дедовците во овој случај. Така е, да. На кое следно животно ќе се жирафата? Окапи, да, еве го. Окапи. А тоа е окапи? Да, тоа е окапи. Точакот е мојот заштитен знак. За роден ден ми ја испринтеа другари, фала ви, и демек еве сум ја на точак. Не зезаат. А што му е со окапито, зашто тој пак е цел на убиства? Па некако, како дете, учев во Јана Москоменски, учителка по биологија ми беше Зорка Чочоровска и многу си ја сакав. Таа е една од жените кои што ми го наметна љубов кон природата и ја не можам да заборавам една енциклопедија во која што јас го гледам животново и она ми вика, тоа кузна дали ќе го видиш некогаш. И она ми вика, викам, велам зошто? Па тие толку се ретки што сигурно луѓето досега и ги убиле. Знаете, во тоа време немаше интернет, немавме можност тоа беше енциклопедија која беше цртана. Значи не беше дури ни фотографија. И некако пораснав со идејата дека, гадем ќе ја најдам и ќе пробам некако да им помогнам. Да. Така да тоа се едни убави, гледате беве повторно нешто што се случило во детството, а што за мене оставила некаква слика беле која што понатаму дури во мојата мисија во животот ме следи. Така што пак ќе речам, фокусирате се на децата, помогнете им на нив за да ја сватат природата, не им наметнувајте стравови кои што не постојат. И колку што можете, ако не сакате да им помогнете, барем не им одмогнувајте или не ги повредувајте. Добро. Жабец рековте, ноември пак се гледаме, значи во студио. Важи договорено, ви благодарам за одвоеното време. Сега тркна работа, така? Да. А ние продолжуваме натаму, следува вториот утрински преглед на најновите и најважните информации од земјава заедно со Александра Велинова. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова ИТН. Одиме натаму.